Инфлацијата е присутна ширум Европа и во Македонија таа ги испорачува досега највисоките цени на прехрамбените и непрехрамбените производи. Борбата со цените е секојдневна, а резултатите за граѓаните невидливи. Дали тие веруваат дека во наредниот период цените ќе бидат ставени под контрола? Не верувам. Па може би да бидат. Па не. Не. Тоа не може да се случи затоа што цените веќе растат од ден на ден. Значи во е стварно жално и многу значи за идните генерации, значи во е катастрофа. Една порака до владата да си ги регулира цените, да даде малку живот на народот, затоа што ќе се испразни цела Македонија. На списокот на покачување е пилешкото, месни производи, кафето, чоколади, средства за чистење, козметика и други непрехрамбени производи. Колку пари се потребни во месецот за едно семејство да живее нормално? Во овој момент на пазарот во Македонија е тишина, која носи нова неизвестност, бидејќи никој не може да гарантира ништо во врска со нив. Ова не би можело да излезе на добро, бидејќи на пример во Хрватска произведувачите и трговците најавија нов бран на поскапување, иако и таму се спроведуваат идентични мерки за заштита на стандардот на цените како и кај нас. Колку пари ќе бидат потребни по новите покачувања е неизвестно, но факт е дека пари требаат се повеќе. Да ви кажам, право многу, очигледно. Па месечно испод 1000 евра не може да биде подоле. Под 1000 евра не би требало да биде. 5-6 Јас взимам плата минимална и не ми стасуват. Купно 60.000 ќе биде нормално, значи за едно семејство, за прехрана, за давачки шо има и за ред други работи.